Министерството за земјоделство најави дека од оваа година поддршката до сите земјоделци за мерката зелена нафта се зголемува на 100% наспроти досегашните 50%. Мерката беше воведена во 2019 година кога државата најпрво почна да доделува по 30% од трошоците за гориво за земјоделска механизација, а од 2022 поддршката беше зголемена на 50%. Министерот за земјоделство Николовски детално објасни колку пари ќе добиваат сега земјоделците. Производителите на житни култури од оваа година ќе добиваат 3200 денари по хектар поддршка за зелена нафта. За производителите на индустријски култури, поддршката за зелена нафта изнесува 4800 денари по хектар. Кај градинарството, поддршката за зелена нафта изнесува 9600 денари по хектар, додека кај овоштарите 12000 денари по хектар. Производителите на орев и питом костен добиваат поддршка за зелена нафта од 6000 денари по хектар. Стои во Facebook објавата на министерот Николовски. Како што ни информираше пак раководителот на подрачната единица на Министерството за земјоделство во Струмица Горан Цветков, во регионот мерката зелена нафта ја користат околу 4000 земјоделски стопанства. Како што соопшти тој, 30% од земјоделците кои се пријавиле за субвенции минатата година се уште ги немаат подигнато картичките за нафта, апелирајќи тоа да го сторат во најкус можен рок. Лани скоро 50.000 земјоделци добија картички за субвенционирано гориво. За оваа мерка годинава се обезбедени повеќе од 500 милиони денари. Средствата од лани за набавка на дизел гориво треба да бидат искористени најдосна до 30 април годинава. Во спротивно, картичките ќе бидат блокирани.